Да, точно е 10 часот. По кратката пауза се враќаме повторно во студиото. Се префрливме во овој дел студиото. Таа ја направи италијанската салата со македонски примеси. Така ли Теа? Па да, јас во принцип преферирам македонска храна, меѓутоа оваа салата конкретно ми е омилена поради тоа што содржи се за да те најаде како еден оброк. Не е многу калорична и за мене е многу вкусна. Како ја ставивме овде без чини за јадење, само ќе ја гледаме. На крајот од емисијата ќе се послужите. На крајот сега да не е културно тоа. Да. Добра, Теа сакав да споменеме за наградата која што ја доби оваа година. Физички не ја зема се уште и лани истото се случи, да. Беше на патување, оваа година беше на патување, но кажи ни за каква награда станува збор и честитки. Благодарам. Оваа награда ја добив во Босна. Во Босна, да. Да. Таму неколку години поред се одржува Social Media Summit, каде што избираат во повеќе категории инфлуенсери кои што добиваат награда во истата категорија. Да. Јас и лани и оваа година имав среќа да добиам награда во категорија храна, каде што бев избрана во првите 5 на Балканот и сум представник на Македонија, и што ми е особено чест и задоволство да бидам од Македонија представник. Поготово што има сериозна конкуренција во Македонија, а не па надвор од Македонија. Да, за жал ни лани ни оваа година не можев да бидам таму затоа што ми се поклопи со патувањата кои претходно ми беа планирани. Следната година ќе размисла дали ќе ти дадат награда. Грчкување доаѓа. Не, следната година јас ќе им пишам ако планирате нешто, пишете ми да не кажа. Да, тоа се објавува, мислам дека неколку дена претходно, така? Да, па една недела претходно. Една недела, ни кажа, да, тоа за мене е кратко затоа што јас планирам многу порано патување. Секако. Меѓутоа, убаво е кога ќе добиеш награда и тоа е една заслуга за тоа што го работиш, нели? И мотив за понатаму да се вложуваш. Да, секако. Ме интересира колку во Македонија се цени тоа што го работиш или треба потврда од надвор? Па искрено во мојата категорија храна не е толку многу да речам не наградена, не како да го кажам, помалку луѓето го ценат тоа, заради тоа што храната нели секој дома знае да си ја подготви и Ама секогаш сакаме да видиме интересен и нов рецепт. Да, сега јас инспирација за рецепти најмногу црпам кога патувам и заради тоа и ева италијанската салата ми е една од тие инспирации кога бев во Италија, потоа ја подготвив. Точно македонската храна сите си ја јадеме, си ја знаеме да ја подготвуваме и едноставна за нас, ама заради тоа причина затоа што сакам нешто ново да прикажам, кога патувам добивам инспирација за нови рецепти и гледам со нашите намирници да направам некој нов рецепт, кој што ќе биде пристапен за нас, за да можеме нели тука да си го направиме. А да биде вкусно. Да, секако. И да бидат со намирници кои што може да ги најдеме. Така, да. Да имаме достапни нели тука. Да. Сега веќе е достапно, можеби финансиски малку е понедостапно, да. Меѓутоа веќе имаме се увозот ни дозволува да имаме секакви намирници и тука нашето поднебје е убаво нели за одгледување на доста работи, на зелен чук, така да, на уши, се што е потребно. Доста имаме достапни работи што можеме да ги направиме. Да, ме интересира кога последен пат се изготви нешто за своја душа. Освен денеска, мислам, тоа. Па не знам, бидејќи сега внимавам на исхраната, можеби не си малце севично, ама си правам оброци за себе. Добро, нормално. Да, си ги прилагодувам за мене, иако некои некогаш и не ми се вкусни, да бидам искрена. Тренерот мислам дека има работа, утрово не гледа Канал 5. Па знае, и на него му кажав, инаку беше кај вас во емисија пред неколку недели, не знам. Да? Кој тој? Владимир Куновски. Владимир, добро. Сигурно бил, сега многу Владимировци не ми текнува. Добро. Како да кажам, секогаш гледам времето што го имам, да направам нешто за децата. Да,
како и секоја За мајка. себе, малку по-малку време, а најчесто тоа што сакам да го јадам, не си го готвам сама, одам во ресторан да го јадам. Многу Убаво паметно. си правиш. Затоа што многу е вие- поубаво кога некој друг ќе ти го сготви јадењето. Па побаво е дефинитивно. Како вие одржувате линијата и што сакате да јадете? Линијата е тешко да се одржува. Тешко? Како не изгледате? Се трудам, се трудам. Инаку гурман сум на храна, на Со на нашите домашна, македонски македонска. специјалитети. Да. Тоа мене ми е најтешко. Нели? Некоја пита, нешто, не знам, графче. Но Муса. треба да се внимава, нели? Сепак да не Да изгледаме да не представител. претеруваме, да. Но се трудам, понекогаш ми е тешко искрено, ама Но сите ни е тешко. Кој ви се е бориме сами со омилено себе. македонско јадење и дали сам знаете да го сготвите? Или следите рецепти кај теа на Започна тешките Инстаграм? прашања. Започна сега ми е тешки, да. Дали сам знам, тука не би одговорил позитивно Добро. прашањето. Па добро, не е ни ништо страшно тама работа. Искрено јадам, не сум манџија на храните, еве, не Добро. наоѓам забелешки, јадам се што ќе ми се приготви. Може би 90% се, да не звуча вака. Да. Омилена храна, домашна храна сакам. Сготвена, Сакам, значи, така зеленчук многу, да. Еве, не сум преголем љубител на месо, но го користам во исхраната. Да. Риба исто така. Но дефинитивно македонската храна е број еден за Македонската за кујна мене, нема замена, македонската Тие дефинитивно. кујна, мезиња, тие са салати, мисли, да. и тавче, графче, Да, тавче, и добри македонски салати, дефинитивно това е. И рипче. И рибче. Ете, Добро, сега тебе ќе те рибче, прашавме тебе. што јадеш, иако е очигледно. И јас? Па не дека е случајно, ама дефинитивно риба Да. најмногу сакам. А знаеш сам да си подготвиш нешто? Немаш време, имаш настап и ти добро. И јас со готвење сум скаран, мислам дека. Да? Да. Еднашка една салата правев, па добри 50 минути. 50 минути салата, да не се Јас цвеше сум цела многу- зилка. Мора, пример, доматот, краставицата да ми се сите... По да, милиметри. да. Ја примети некој крставицата дека е сецкана како што треба. Никој не ја примети, на крај не ни ја јадев јас, Ти ја тогаш бидејќи викаш место зејтин, турив киселина во патлиџаната, јас не го јадам киселина, вика, се така. надевам оцет. Добро. Добри, некој денеска е светски ден на хамбургерот, не знам дали знаете, не знам колку Не тоа знам. го јадете. Да, еве утре го зборувавме за тоа, имавме некој краток прилог. Чисто информативно, ама вие продолжите со македонска храна. Инаку тука имаме едни жешки прашања, најтешките како што кажавте до прва. След Доаѓате, повелете вака, извлечете си. нешто не сте наместени, било што. Само садот ако може да го подадете. Еве теа, добро, договорете се со Ѓоко. Да. Каква дама му даде предност. Права мајка, јас би рекла, Да. добро. Ајде да видиме кој ќе сака прв. Се замисли, Виктор. Не го мислам одговорот. Ајде вие помислете нешто за тоа, Ѓоко ме да. погледнува, ајде повели. Не ми текнува. Ние да го слушнеме прво прашањето, може ќе ти Ајде, помогнем. ги Кој е прочитай. најсмешниот изговор што си го употребил за да не одиш на работа? Па добро, сега тебе ти се падна матурант, може да се смените со Па теа. добро, еве за во училиште, не мора за на работа. Си смислила нешто, не знам, Дисциплинирано коли дете. рака, глава, Можда нога, појма диареја, немам. не знам. Нема, значи нема станување Гласот од кревет, жиците не тоа е тоа. можам. Да, тоа може да. Да? На свирка не можам, сум дошол са бајле рано. Тоа. Тоа е, Нема имаат некој разбирање наставниците, имале, Да, професорите, да, така? имаја. Да. Беа супер фер. Беа Јас супер сакам добри. да ти го поставам истото прашање. Која е најсмешната работа која што ти била изговор за да не одиш на работа? Опа, не знам, смешна работа не сум имала. Нема изговори, кај те. Искрено, не, па изговор секогаш ми било или децата нешто биле болни, би требало Тоа да не ги е носам на смешно. лекар, ама тоа не е, да. А инаку за училишта и на факултет, не знам, можеби сум имала некои работи што сум ги правила, ама не памтам, не знам како. Како кажа, како да било пред 50 години Па тоа. искрено, Ама не знам. добро. Може да одиме со твоето прашање? Мислам, Да, ако си подготвен. дали никогаш си испратила порака на погрешна личност ти што пишуваше? Па ми се случило да испратам порака на погрешна личност, особено сега на Инстаграм кога одговарам на пораки, знам да погрешам на кого праќам, ама Викаш не го водев јас профилот, не извинете било нешто. нешто што ќе ме засрами, затоа што Добро, професионален ти е профил. Ама вака нешто на Viber, на SMS. па не знам да имам нешто што
така од која би ништо интересно се нема срамела. денеска. Ајде да видиме кај градоначалникот. А што сакаше ти нешто експлицитно ли да се деси? Не, не толку. Мислам, најлесното ми се падна. Најлесното Да, кога после ги види и тие две ги одговорите, да видиме Прво само. се замислиме кога ги Се намислам. слушна сега. Ако твојот фрижидер можеше да зборува, што најмногу ќе те кодоши? Добро. Добро. Да, добро. Па што најмногу? Што си крадете вака на вечер? Па пиев многу млеко, Да? порано сега не толку. И син ми помалиот сега го гледам Те како јас да заменува се во таа гледам да улога? ќе стане навечер фрижидерот го зема млекото, пие и си легнува. Па така сега, правев и јас јаболкото под порано. крушка ми паѓа. Да, тоа може би вака сега ми дојде. Инаку не сум претерувал во вечерните часови со храна, не знам. Не си имале такви кризи? Па сум имал криза, ама сум се трудел да не се Ајде да случи се тоа. легнам јас подобро. Да го А се прескокнам. случило ли на вас, бидејќи работите таква работа како градоначалник, сега наместо да речеме на некој соработник, да испратите ете така некоја порака која што е поврзана со работа на некој кој што не е дел од општината? Погрешка. Погрешна порака ми се има случајно за паркинг да пратам на погрешен број И и да ви ми ставија става ли блокатор Казно си имате, да. канџа, тоа ми се има случајно. Ама добро се објаснивте, после видео дека и ве пуштија. Па си платив прекршокот Чесен и човек. А не, зошто? Тоа ми се Мислам случи дека затоа што доколку сум го покажете, погрешил да. бројот. Не, доколку покажете Во Штип дека ми се случи тоа, во наш Па не се Е, кај тука дома во па уште. Скопје, не знам Скопје за во ме- Штип, во Скопје доколку покажете, и ако сте сгрешиле, меѓутоа сте ја пратиле, ќе ве ослободат, нема да платите. Не сум го знаел, може За би повеќе ќе сум се совети ве спасил. на Инстаграм да следите. За Во Скопје повеќе со совети. пајак имав работа. На оваа еднаш. тема. Да. Инаку вака не се сеќавам. Веројатно на секој му се има случајно да Така, погреши и да прати погрешка порака на некого, ама Не, нешто нешто страшно, страшно така, не, да. не сум. Саман сам дека не реков, сум кој знае што ќе слушнеме сега. Е, после што да дека се- слушнеме Ништо, веќе? ништо. Погрешна порака за паркинг, добро. Може да одиме со фотографиите на Теја, како единствена дама да испочитуваме, единствена дама помеѓу гостите. благодарам. Да видиме што ни подготви ти, каде се шеташе, знам дека се врати неодамно од крстарење, мислам дека имаш и од таму фотографии, но повели. Добро, ова не е од крстарење, ова е од Да, па зимување. ова е од пред Нова година на Буџикен базар во Брисел, Колмар и Страсбург. Ова е еден сендвич кој е локално е многу познат. Искрено многу ми е тешко името за да го запамтам. Нема потреба. Личи интересно, ти си срекна, Ова тоа е е кобасица, има знаете. сјалички позади. Да, кобасица со кисела зелка, која што ја пржат, да, и многу е вкусно. Тоа е одлична комбинација, Да, 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 сум ја право. пробала, да. Ова исто е таму, ова е локален специјалитет, тарт фламбе се вика. Личи како пица, меѓутоа е многу тенко тестото и како тортилјата тенко. Ја печат и до згора ставаат различни работи, конкретно ова е со кашкавал и со кромит. Кромитот е нели специфичен за Франција и е многу вкусно. Па да, ти имаат и чурби со кромит, Да. доста го потребуваат во многу рецепти. Да, ова е оние брецел периците. Вака се што сум патувала, сум гледала да се сликам со храна која што е локална и тоа многу ми значи кога одам на патување да пробам локалната храна, Да. затоа што никако тоа најмногу ми врежува меморија во главата. А е соодветно на твојата работа и Да, твојот покрај профил, тоа што да. ќе го видиш, чувството кога ќе пробаш некоја убава храна е многу поинаку. Добро, одиме со следната. Вака, ова е една работилница која што ја организирав пред скоро време за месење на кифлички и беше многу интересно, ја правев во Public Room. Дојда многу дечиња и многу беше така интересно, атмосферата беше многу убава заради дечињата што правеа кифлички, сами се учеа. И сега тие истите кои ќе ги видам некаде кои ќе ги сретнам, туку се срекни што ја посетиле работилницата и што така едно убаво време сме поминале заедно. Едно многу убаво искуство. Супер.
Ова е во Шведска. Се нека со вата најавивме. Да. Само без 100 Ова јадењето. е фика тајм. Они одат на фика, тоа е како ние кога одиме на кафе со пријатели, да, се собираат и најчесто на фика се јаде канел буле. Тоа е како циметролничките, само малку во поинаква форма. И нормално Да, така кафе, изгледа. сокче, да. Имаат и нивни сендвичи кои што ги спремаат со риба и со ракчиња и тие исто се конзумираат за време на фика. Ова е во Мадрид. Пред околу месец дена бев во Мадрид. Ова е пред Кралската палата сликана. И тоа е исто една многу убав град каде што вреди да се посети. Сега посебно затоа што имаме Чартер директна летови, да. линија, да. Добра. Ова е исто таму, овие се чурос. Чурос, не ми текнуваш да спомнам. Чурос со чоколада. Да. Тие се како нашите тулумби што ги правиме, само што они не ги ставаат шеќер. во шербет, туку само опција има или да ги прелијат со шеќер или со чоколада. Препустно. И во форми така. Да. си ги Одлично Да. за накачување екипа. Ова е исто нивни локален сендвич со каламари, ке речев, а уствари се лигњи. Да, пржени лигњи во сендвич ставени. Да. Доста интересно. Го служат со некакви различни сосови по избор, по И желба. тоа е исто локално Да, нешто. да. Па добро. Супер. Сепак Шпанија. Ова е од крстарењето, ова е Ова е моето циган. семејство. Да. Ова конкретно е на Миконос. Едно многу убаво место, навистина вреди секој што има можност да го посети. Се шетавме, па е на фотографија за да го видат моето семејство по-конкретно заради тоа Баш сте таа ја согласени издвоив. со боите. Да. Машки против женски. Да. Па за тоа се потрудив малку повеќе. Да, браво. И за тоа најде време. Па да, Значи, кога одам на Теодора- патувања, сакам така да бидеме нели малку податирани и кога ќе имаме слики и Да личите на нешто. Да, па да кога ќе се гледаме во иднина да речеме леле колку сме си биле убави. Да, браво, баш убаво. Имаме уште нешто? Исто ова е на Миконос, познато за таму се ветерниците, така што таму сум сликана. Ова е во Кушадаси, значи ова крстарење започна во Атина и одевме на неколку локации, бевме Миконос, Санторини, Кушадаси, Патмос и Крит. Браво, И ова баш е убаво. во Кушадаси, нели нормално за Турција е специфично да се пие турско кафе со лукум и заради тоа оваа фотографија ми е направена. Ова е на Крит во Кносос, познатиот лавиринт на чудовиштето Минотаурус. И тоа е исто едно многу убаво место. Ова е Санторини. Исто со моето семејство, како што може да видите, повторно коментирам за боите. сме во тон. Ама тоа веќе се подразбира, не стварно браво. Да. Значи за секое место која боја го обележува, таа боја се аутфитите. Фала ти многу теа за фотографиите. Одиме со фотографиите на градоначалникот. Од господинот Виктор Паунов да ги погледнеме. Имате доста приватни. Благодариме што ќе ни дозволите да дзирнеме малку во вашата приватност, имате со семејството. И Ајде. по нешто работно. Овој пат тие преовладуваат. Повелете. Овие се моите две деца. Помалиот син Петар и поголемиот Филип. Филип е сега ќе полни 10 години, Петар Браво. е за 2 месеци ќе полни 7 години. Прваче или веќе сте второ? Сега сме на крај во прво. На крај, крај на да. прво. За второ. Добро. Ќе одиме второ, да. Браво. Сладки маки. Ова е Еве сте и вие со повторно од аутфитите. семејството, да, комплет со мојата сопруга и на моите две деца. Негде сме се спремили, не се сеќавам точно за каде сме. Да, некоја прослава сигурно. Да, така нешто. И тука исто, да, ова е на Леле како се Како облечени, се не убави, може. да. сам дека на една Со семејна, на една семејна веселба од претходната година. Ова е новогодишно. Ова е новогодишно исто од нив двајца. А тие сакаат вака исто да се облекуваат? Гледам трета фотографија исто за облечени. Или за- така е за тоа е случајно? задолжена нивната мајка сопруга. Сопруга. Значи им исполнува ептен желби. Браво, поздрав Претпоставам до додека неа. се помали ќе сакаат после. После ќе сами да ќе се си бираат, разберат, да. е така. Добро.
Баш убави фотографии. Еве сте од блиску. Ова е од Великден. Семејна Од сега фотографија. претпоставувам. Да, Така да. од оваа година. Од годинава, да. Баш убаво. Убави семејни моменти. Не секогаш политичарите сакаат да ни покажат. Значи Барселона, навивате ли Ова за ми е од Барселона? роденденот, а Барселона ни е, да, Ма фудбалскиот. сите, така не се карате по дома, тоа Тука е сме тоа. обединети. Ние тројца. Нема избор. Добро, Сега за а сега. сопругата, мајката и она ли е за Барселона? Кога ќе Нема ја простор прашаат за сигурно вели. разбир. Ова е еден важен момент за мене и за нашите сограѓани од Таринци. Ова е почеток на продолжување, односно на градбата на еден црковен храм во село Таринци, кој што беше започнат пред некаде 20 на години и ни добри 5-16 години имаше прекин. Го продолживме со изградба, ова е владиката Иларион, а позади мене е поранешниот градоначалник на општина Карбинци, кој што го започна да го гради тој Така. црковен храм во тоа време и една заедничка фотографија, мислам дека уште една има од истиот дел. Ова е проектантот на проектот на објектот и Таринци е најголемото село во општината кое што нема црковен храм во местото и така да затоа е важен супер. моментот. Веќе изградбата е во една напредна фаза. Да видиме следно, двое исто и од истиот настан од почетокот на активности. Тука сум давал некоја изјава. Изјава за медиумите. Да, ова е детската градинка, единствената детска градинка во општина Карвинци, која што е изградена пред 10 години, а пред неодамна, пред неколку месеци, ја доградивме, ја проширивме за со подобри услови, верувам, за работа. Дуплиравме капацитетот од предходно беше за 50 дечиња, сега е за 100 дечиња. Супер. Ја проширивме за уште толку, Капацитетот е на зголемен, некој начин значи. како уште една градинка во истиот двор. Имате доволно вработени, задоволни се со условите, со платите, Па со за се. првиот дел да, се вработени доволно, вториот дел сега сме во фаза на вработување и во фаза на пуштање во употреба на тој дел, Одлично, така да е одличен настан беше и тоа. Ова е мостот на река Брегалница, кај селото Долни Балван и на сликата е прикажан изградбата на еден проект кој што значеше регулација на овој дел на реката Брегалница. Овие косините се... Тоа сега сакам да кажам, тоа се всушност тие Да, косини па тие се некои косини малку е кои што- широка, сега се подобро се. Не, ова е друга, ова е веќе од друг проект. Ова е реката Козјачка, која што минува низ повеќе населени места, главно минува низ селото Карбинци. Тука уредувавме еден Како кејда има, да. кејда, една патека со заштитни ѕидови. Имаше од пред 10 на 12 години големи поплави на ова место и заради превенција во едно време го заштитивме, но и за рекреација е одлично место. Апсолутно, баш убаво. Две во едно, супер. Имаме, мислам, Ова е дека градинката, да, што кажа Однадвор. Перновце, однадвор, Баш, да. баш градинка. Да, баш Наистина е градинка, да. многу е убава, да. Да. Многу е убава. Да, тоа беше последната фотографија. Одлично Супер. ви благодарам. Малку работа, малку повеќе приватно. Драго ми е, ви благодарам многу за тоа. Исто и мене, да. Одиме со фотографиите на Ѓоко. Ајде. Мислам дека имаш убав избор направен. Сега ќе видиме. Само еден момент, тука сме, да. Е, мојата екипа. Прва слика. Тој десно е мојот брат на Фаринет, а тој лево е Заедно настапувате. исто мојот брат. Значи, вие сте Само трио. различни, да. Ова екипа е стабилна, мислам. Таа Таа е екипа што, да. И тие се заслужени за песна, реално и нивна е. Да. И тие се од почеток. Еве го Еве го Шекспир. Шекспир. Да го најавиме сега скоро, да што кажам. ќе го видиме за 5 Стварно си минути. ко Шекспир да ти кажам. Да, да, Вистина, да. Не дека е- и со самиот амбиент, стварно си. Не дека е моја, стварно многу топол амбиент имат. Да. Одличен е Да, спотот на фантастичен, вистина. Многу, многу добро направен. Дедо Мраз. Кој е да Што е мраз? ова? Ова ми е посебно драго што бев како во една школа како Дедо Мраз. Браво. И тие мали дечиња многу беа среќни, стварно, да. И ме познаја. Тука бе во моје место, во кај мојата школа. И беа, Џоко, Џоко. Ме позна. Зошто те познале? Да, не требаше. Да. Еве. Ова е нека рандом слика. Најверната од другарка. природа. Да. Ова е на Охрид. Галичица.
Или каде на други? На Галичица е. Ова е преубава кај мене фотографија. горе, Горнокојнско се вика тоа место, тоа е старото село, како да речам. Да. И таму има преубав поглед, цело езеро се гледа. А да. Ова ми е посебно драго што снимавме со од маестро Војче Петруше. Така, да. Тој е злато човек. Многу добар. Многу ни помогна, не научи. Браво. Имаш ли подршка од колегите? Кои што се може би истакнати музички Од миња? повозрастни од не баш многу. Не баш многу. Војче ако можам да го издвојам. Добро, Даниел, Војче, Александар, ти, ама колку толку Се Има наоѓа за кој што Да. допрва ќе се случи. имам од верувам младиве, дека ќе мене имаш ми е доста тоа подршка. битно. Имам од младиве, да. Младите имаш. Од кои? Од Сега Наум, нели актуелно на Инстаграм да те споделат кога Да. ќе ти излезе песна, верувам дека ти стигнале тагови. Да. Така? Од некои македонски познати имиња, музичари, од пејачи. Наум Бумбар, тоа ми е другарче од Ресен. Јас сум многу задоволен Супер. од него. Од него специјално бидејќи тој на секој стори реакт, браво братче, терај напред цело Значи, време на Треба, тоа. браво, браво. Да. Супер. Убаво е така да се И поддржувате. би може ли, мислам, јас го предизвикам да снимиме некоја песна заедно. Да. Супер. Ова е од мојот концерт, кој се Тоа матурски не го концерт. споменавме, слободно повели. На 7 Света мај Софија? беше, во Света Света Софија Софија, црквата, да. Таа е преубава црква, мислам дека во држава за вакви, за ова е класично, бидејќи јас класично така тоа студирам сега, соло и пеење, амбиентот и се да, јас бев многу изненаден, беше цела сала полна, така. многу изненаден. Право. Ова Ево исто од една спотот, да. да, Шекспир. Ама одлично доловен амбиентот на вистина. Ова е мојата планина, мојата најголема поддршка, мојот брат. Така. Не можеше тој да дојде денеска бидејќи имаше испит на факултет. И на кој Следното Да, гостување добро. уште помногобројни ќе бидете, верувам. Да. И поздрав до баба ти, рековме ќе ја поздравиме, Да. сигурно е на Канал 5 постојано. Сигурно гледа. Милна, Ова ми е- милна баба. Посебно драго. Биде ова е во, мислам дека во Црна Гора е. Така на плажа рандом на Така. улица. Свирењето на улица е и ова иста, и ова фотографија е иста. Има посебен момент, мислам јас многу уживам. Видеш косата колку менува кај него. Да, милна, Да. да. Тотално друг лик. Како друг. Многу уживам. Друштво, Така. гитара, плажа, нема врска плажа, Каде, може да. и во дома да е одлично. Ова е во емисија во имат немат гостување. Да. Добро. Да. Колку косата Добро менува. искуство. Да, дефинитивно. Баш е специфичен. Да. Ова е Бојан Марковски, исто од екипата. Ова е Да. сигурно на некоја свирка. Тука не е позади камерите. Да, тука. Тоа е. Ова е Ете едно од патување Париз. во Арменија. Да. Ова патување беше за мојот брат, купивме кларинет од таму. Искрено, Париз е многу брз живот, многу гужва. Поубохрита. За мене да. Би ошол само настап и дома. Одлично. Ѓоко ти благодариме и на тебе за фотографиите. Верувам јавноста имаше можност многу повеќе да те запознае. Ние сме секогаш тука да поддржуваме македонски артисти и да не се откажеш да создаваш и да дојдеш да промовираме. Па еве се слушнавме Давам се, веќе во се. најава втора. Веќе се подготвува, така е. Давам се. Дојде некако крајот на ова наше денешно дружење. Ве благодариме многу што бевте наши гости. Се надевам дека ви беше пријатно и дека повторно ќе ни дојдете. Така, да се гледаме за убави работи. Да. Благодарност. Благодарам. Сега ја слушаме како беше Мила, оди Мила. Кој како ќе си ја доживее. Така, е. Потоа се враќаме во студиото со уште еден разговор.